Во првото линковско вклучување ќе се фокусираме, како што и вие најавивте, на заштитата на животната средина, односно ќе зборуваме за екоакцијата која што ќе се реализира в среда од страна на организацијата Еколоджик, со чишто проектен координатор Антонио Даниловски ќе разговараме во продолжение. Антонио, добро утро, ви благодарам пред се што ја прифативте поканата за овој разговор во пресрет на акцијата која што треба да се случи на 8 јули. Па кажете ни за почеток во колку часот почнува таа и каде ќе биде збирното место за екоактивистите? Добро утро, ви благодарам на поканата. Самиот настан Green Wheeler или заштита на природата на подсебното средно водно ќе започне на паркингот на полициската станица Водно или поточно народски кажано чешмичката пред качувањето за средно водно. Настанот ќе започне во 7:30 на 8 јули, на среда. Целта на самата акција ние да ги чистиме патиките и велосипедската и пешачката патека до Средноводно, тргнувајќи од чешмичката. Значи ќе бидеме поделени во две групи. Ќе бидеме во едната група ќе вози велосипеди и другата група ќе идат пешки до Средноводно. Планот ние кога ќе дојдеме на Средноводно да се поделиме во две групи, да направиме мапирање на Средноводно и на патот до црквата Свети Пантелеимон, каде што сите заедно подоцна ќе земеме ќе организираме акција во склоп на истата акција на 8 јули да ги очистиме и тој дел на Средноводно. На кој начин би можеле заинтересираните граѓани да ви се приклучат? Дали има начин да се пријават однапред? Да, на социјалните медиуми на Екологик имаме објавено формулар каде што може да се пријават, но сите заинтересирани кои сакаат да дојдат на самата акција можат слободно да дојдат на паркингот на полициската станица Водно во 7:30 на 8 јули. Не мора да се пријават и можат слободно да дојдат и да учествуваат во акцијата. Каква опрема ќе им биде потребна и дали ќе биде обезбедена од ваша страна? Да, за сите кои ќе учествуваат во акцијата ќе обезбедиме опрема, ќе обезбедиме ракавици и медицински и градинарски ракавици кои ќе може да се употребуваат за чистење на отпадоците на планината. Исто така ќе додадеме торби, неки се торби за да ја можеме да го отстраниме отпадот, така што сите кои ќе дојдат ќе добијат и ракавици и торби за отпад. А зошто токму Средноводно го одбравте како локација за акцијава? Бидејќи како хоби ние секогаш со велосипед да се качиме до Средно и до врв на Водно, некако бевме потикнати, бидејќи самата акција Green Wheeler, која значи некако зелени тркала, не потикна да видиме каде има поголема циркулација на отпад и каде луѓето кои спортуваат се соочуваат со отпад, така што Средноводно ни беше една од приоритетните. Исто така кањонот Матка ни беше исто како втора, но сепак се одлучивме на Средноводно бидејќи сепак планинска рута е. Ќе имаме гости кои ќе доаѓаат од Турција и од Бугарија, така што чисто да ја видат убавината на планината. Споменавте дека ќе дојдат гости од соседните земји, односно ваши соработници, па еве според вас кога ќе дојдат луѓе надвор од Македонија, што сликата со отпадот кажува за нас? Тоа е интересно прашање. Сметам дека многу е интересно дека луѓето треба да сватат дека одложувањето на отпад, дека не треба само да крираат отпад, подочно треба да работат и на нивното одложување, подочно дали ќе рециклираат или ќе пробуваат да го намалат отпадот во Скопје. Сметам дека луѓето кои ќе дојдат сепак гледаат средини каде што има поголема циркулација на отпад, но гледам дека има и со поставањето на нови канти не се соочуваат со таков отпад како порано. Така што сметам дека се уште сме во добра насока, но сепак постои можност за подобрување. Во објавата за оваа екоакција која што предстои, вие ги повикавте граѓаните да и се заблагодарат на природата преку овој активизам, па еве кои се оние мали чекори или дела со кои што можеме да и се заблагодариме на природата за сите бенефити и благодети кои што ги имаме од нејза. Секогаш кажувам да не оставиме на зборови, него да оставиме на постапки. Сметам дека првично што треба да се заблагодариме на природата е да не ја загадуваме. Секогаш кога за сите овој апел до сите граѓани, кога идете на планина и река, езеро, без разлика каде во природата, не го оставите отпадот со вас. Мислам, не одзима време и не е никаков проблем да си го соберете после вас и да го одложите на местото каде што треба да се одложи самиот отпад. Како да ги потикнам, треба да размислува дека треба да ги
редуцираат употребата на самите природни ресурси кои ги користиме. Треба да сватат дека не треба да креираат отпад, треба да сватат дека не треба да загадуваат природата на секаков бил друг начин, така што како потике прв потик им биде да не ја загадуваат со отпад целата природа. А како да ги направиме граѓаните посвесни дека не треба да ја загадуваат животната средина, како да ја зголемиме одговорноста кај нив? Дали можеби треба да се започне од образовниот систем? Секако, ние како екологик имаме едукативна програма каде што и веќе сме организација која работи на подобрување на животната средина, секогаш ги потикнуваме и децата уште од мала возраст да сватат дека не треба да загадуваат природата. Како да се потикнат граѓаните? Првично е секогаш кажуваме дека треба да постојат повеќе канти за отпадоци во средините каде што се движиме. Исто така треба да дојде потикнувањето треба да биде и од дома. Мислам, ние работиме со деца и од претшколска и школска возраст, каде што ги потикнуваме да научат дека загадувањето на природата не влие добро на никого, потоа ние сме тие кои живееме понатаму. Така што сметам дека пак ја повторам, сметам дека од мали ноце треба да дојде самата едукација и едукацијата треба да биде насочена кон сите, и кон возрастните, и кон младите, и кон децата, така што. Паралелно со одговорноста на граѓаните, каде е одговорноста на институциите, какви системски решенија ни се потребни во моментот? За системски решенија не би можел да зборам тоест многу долго. Сметам дека првично граѓаните треба да сватат дека сепак постои одредени казни кои постојат за креирање на сам отпад. Мислам дека институциите треба да бидат оние кои ги спроведуваат самите закони, а и подочно спроведувањето на казните. Сметам дека институциите како град Скопје, како другите општини, како Министерството за животна средина треба да ги потикне граѓаните на поголема акција, подочно она што го насочуваме дека треба да има повеќе канти за отпадоци, треба да бидат поголема свесност да има, треба да ги едуцираат граѓаните на моментот на рециклирање, дека треба да сватат како се рециклира, треба местата на одложување на отпад да бидат попристапни за сите граѓани. Во принцип тоа се за поголеми системски решенја. Тоа е сериозен процес каде што ние сепак треба да се вратиме малце чекор поназад за да почнеме со едукација, со потикнување, така што тоа е тоа. Како граѓанска организација, дали имате средби директно со креаторите на политики, дали можеби им предочувате решенија за дел од овие проблеми во нашата околина и каков е нивниот слух? Секако, како граѓанска организација ние секогаш практикуваме да соработуваме со самите институции, со оние кои ги носат законите и кои треба да ги спроведуваат. Така што секогаш ние како екологик пробуваме да ги охрабриме институциите да ги едуцираат граѓаните повеќе. Дали преку нашите програми или преку програмите на други граѓански организации, сметам дека институциите треба да соработуваат повеќе со граѓанскиот сектор, бидејќи сепак експертизата која граѓанскиот сектор ја нуди во делот на екологија може многу сериозно да помогне за понатамошна заштита на природата. Антонио, ви благодарам многу. Уште една што бевте дел од ова понеделничко издание на утринската на Телма. Ќе ви посакам успех во акцијата и во сите понатамошни секако кои што ќе ги реализирате за да може да и се заблагодариме колективно на природата. Ви благодарам на нас, фала на поканата. И овде некаде ќе го заокружиме ова линковско вклучување, само ќе сумираме дека во среда на 8 јули ќе се чисти патот кон Средноводно, па сите граѓани кои што сакаат да направат еден мал придонес кон ваквиот екоактивизам секако може да се приклучат.